Почитувани пријатели, добро вечер. Од Крешо Каст, салонски приказни. Вечеро продолжуваме со третата епизода од серијалот Како се убива победа. Ова после изгледа ќе види и последната епизода од серијалот. Ке се обидам да направам уште една епизода која на крајот ќе ја најавам, меѓутоа тоа не зависи од мене, тоа ќе зависи од одредени луѓе. Доколку нормално сака. Сега ќе се вратиме малку наназад во еден период да видиме дали со тогашните постапки од одредени структури во општина Прилеп е потребно се направи проверка за која е надлежна ДКСК, односно Државната комисија за спречување на корупција. Сега одиме со јавно достапни податоци и сега ќе одиме по еден редослед. На 27.8.2019 година овие се податоци кои можете да ги најдете на интернет. Во известие од општина Прилеп се вели 27.8.2019 година. Досегашните акционери на фудбалскиот клуб Победа своите акции му го стапуваат на градот, поточно општина Прилеп, за вкупна сума од 5 евра. Финансиската поддршка во висина од 3 милиони денари која фудбалскиот клуб ја имаше досега од локалната самоуправа, останува и понатаму. Исто така, општината продолжува со реализација на превземената обврска за покривање на северната трибина. Градоначалникот Илија Јовановски тогаш изјави дека сега со ова отстапување на акциите се отвара можност во клубот да инвестираат сите заинтересирани граѓани и компании. 26.12.2019. Податок кој е јавно достапен на страната на општина Прилеп. Советниците го изгласаа буџетот за 2020 година и ја отпочнеа постапката за превземање на фудбалскиот клуб Победа. Сега идиме до еден момент. Кога општината ги презеде тие акции од претходните сопственици, градоначалник беше господинот Илија Јовановски. Мнозинство во советот на општина Прилеп беше од Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија. 2019 година крајот се отпочна постапката за превземање на клубот, односно сопственоста. Кога точно општината дојде на сопственост, не знаеме, мислам дека некаде во текот на јануари-февруари месец 2020 година. Меѓутоа, нема ниту еден јавен податок како после тоа општина Прилеп ги оттуѓи акциите. Ќе повторам. Клубот станува сопственост на општина Прилеп. Општина Прилеп, тогашното раководство, ги откупува акциите од претходните акционери за 5 евра. Како после тоа тие акции излегуваат од сопственост на ФК Победа и се доделуваат на други лица. Не прашувам на кои лица, не ме интересира. Ме интересира надлежноста на општина Прилеп на чело со тогашниот градоначалник Илија Јовановски. Претходните две епизоди, отвореното писмо и правно-управните постапки, ми беа насочени баш кон ова прашање. Да и покажам и да и докажам на јавноста дека општина Прилеп ја има најголемата одговорност. Кога ќе кажам општина Прилеп, немој да мислите сегашното раководство или ова. Значи, се знае точно, според редослед на настани кои се јавно достапни, кога, како и на кој начин тоа се случило. Зато
се овие мои излагања, затоа се овие мои иницијативи и на група граѓани да знаат и сегашните раководства општината дека сепак општината има ингеренции, дури и за тоа што било во минатото. Затоа постои Државна комисија за спречување на корупција и сегашното раководство има обврска тоа да го провери. Значи тогаш индиректен иницијатор или предвесник на распадот на победа всушност е тогашното раководство на општината. Зошто? Затоа што ги дала акциите не знаеме кому и на каков начин и потоа не вршела никаква проверка за начинот на работа. Ако нешто е во собственост на општината, тоа значи дека е во собственост на сите граѓани на општина Прилеп. И мора да си има одговорност и отчет за нештото ако се даде некому, како е дадено тоа, зошто е дадено и да се бара одговорност од тој нареден собственик. Ако се барала одговорност и отчетност од наредните собственици, сигурно немало да дојде клубот во оваа ситуација во која е денеска. Неуспехот на општината да постапи системски и транспарентно тогаш може да представува повреда на законот и јавниот интерес, што е во надлежност на ДКСК да го испита. Не тврдам, оставувам прашање. Дали неуспехот на општината тогаш да постапи системски и транспарентно може да представува повреда на закон и јавниот интерес, што е надлежност на ДКСК да го испита. Има правни органи во општина Прилеп, ја не тврдам ништо, поставив прашање. И тие правни органи во општината сега нека си земат за обврска да го проверат ова сето и да видиме кој на вистина почнал да го создава овој хаос со начинот на постапување. Тука треба, ќе прашам повторно, дали е потребно се направи проверка на законитоста и транспарентноста при доделување на собственоста, односно акциите. Дали е потребна проценка на институционална и финансиска одговорност од страна на тогашниот градоначалник и советот на општина Прилеп. Дали е потребна препорака за воведување системски надзор и реструктурирање на клубот со законски механизми. И дали е утврдена евентуална злоупотреба на јавни средства или политичко влијание во управувањето со клубот во периодот кој претходно го напомнав. Сепак треба да се направи една институционална анализа за постапувањето на општина Прилеп во однос на фудбалскиот клуб Победа, поточно начинот на предавање на собственоста. Уште еднаш ќе повторам, за тоа постојат правни субјекти во општината и да се побара одговорност од тогашните раководства во општината и начинот на кој се предале акциите. Ништо не тврдам, само поставувам прашање до јавноста и до општината дали има потреба да се проверат сите овие податоци и дали имаме предмет кој би бил интересен за Државната комисија за спречување на корупција. Почитувани мои, толку од оваа емисија. Некако дојдовме во кој период почна да се случува распадот и неконтролираното работење во самиот клуб. И мислам дека треба да се поведе постапка за сето ова да се изнесе на виделина, да излезе во јавност и да се види кој е виновникот. Понатаму институциите што сакат и како сакат нека си прават. Тоа е за сегашната победа. Ми сугерираја да спомнам нешто и за она вистинската победа, која е згасната, која беше казнета
меѓутоа не сум релевантен да зборувам околу тоа. Еве јавно и поканувам доколку некој сака, доколку има интерес да зборне за состојбата на вистинската победа, таа која сега е згасната, меѓутоа постои во Централниот регистар се уште. Еве го повикувам јавно, може слободно да дојде ќе разговараме. Ја не можам да разговарам на таа тема затоа што воопшто не сум упатен во тоа. Значи општината сега може да се реши да го рестартира клубот. Може и да се реши да се обиде да го рестартира стариот клуб, односно вистинскиот клуб, првиот клуб Победа, па овај што сака нека прави со сегашните сопственици, секако изгледа за брзо следува стечај. А има и трета варијанта, доколку ни едната страна, ни другата страна не сакат никаква соработка, на крај краишта од емоции не се живее, а локалната самоуправа нека смогне сили и нека направи нов клуб. Стадион општината секако поседува, клубски простори поседува, терен со вештачка трева поседува, па ќе направиме нов клуб, ќе почнеме од 4-та лига, без опашки, почнеме од нула, чисто, транспарентно, професионално, со контрола, со прибирање на спонзори, фирми, помагатели. Ама фудбал сепак мора да има. На крајот од денот не мора да биде ни стара победа, не мора да биде ни нова победа, ни сегашната, може да биде некоја сосема трета победа, која нема да има багаж врз себе и ќе влези чиста во иднината на фудбалот и младите во градот. За се има решение, само треба да се сака. Напомнав дека ова иницијатива ќе биде доставена до општина Прилеп, меѓутоа, доколку не се собери поголема бројка на потписи од страна на граѓани заинтересирани за решавање на овој проблем, јас ова нема да го поднесам. Ќе бидете известени на кој начин и каде ќе може да се потпише ова иницијатива, затоа што јас лично немам потреба сам ништо да правам. Апсолутно немам никаква потреба. Ако видам интерес од самиот град Прилеп да се соберат 100, 150, 200 потписи, ова иницијатива ќе поднесиме. Ако се собери помала бројка од тоа, ова иницијатива јас нема да ја поднесувам. Како што реков, ниту е само моја победа, ниту е од мојата фамилија наследство, тоа е клуб од сите нас. Ако сакаме се обидеме нешто да правиме, треба да направиме заедно. Доста беше еден доди напред, другите да бегат. Како што напомнав, ниту имам потреба, ниту имам некаков интерес, па ниту искрено имам желба нешто да правам сам. Моје беше да иницијатирам ова иницијатива, ова акција да ја наречам, да изгледа на еден фин, културен начин, демократски, онака како што доликува, се докажано, документирано, доставено, архивирано. Нема потреба од никакви навреди по јавноста, од посочување виновници со имена презимина, од протести и слични работи. Чисто најкултурно, најдемократски, она што го дозволува законот, она што го дозволува културата, да ја ставиме ова иницијатива на хартија и да ја предадеме како што доликува на општина Прилеп и сите релевантни фактори во самата општина. По некоја логика, тие би требало некого да повикат на разговор. Не би требало, туку има тоа врска, да се слушнат некои работи од повеќе страни, да се согледат некои работи од повеќе агли, да се дадат што повеќе идеи, да не се носа адхок решенија, преку ноќ што би биле само би излечиле последицата, а не симптомот и диагнозата, че мора се најде суштинско решение
во кое не сме никој да биде оштетен, а најмалку општина Прилеп и граѓаните кои се всушност финансиери на самата општина. Сепак тука се работи за граѓански пари и треба да бидеме многу внимателни како се трошат тие граѓански пари. Значи мора се трошат наменски, контролирано и да дават и приходи и да носат резултати за самата општина, градот и општеството општо. Толку од мене за оваа епизода. Се гледаме во наредната епизода. Повторам уште еднаш, доколку некој сака да зборува и за таа првата старата победа, го поканувам нека ме исконтактира во студио. Се што сака ќе му биде дозволено да си кажи, тоа впрочем ќе бидат нивни ставови, нивни аргументи. Јас сум тука само да му возможам да го представат во јавноста тоа што има да го представат. Се надевам дека ќе има интерес за оваа иницијатива, прво од самите граѓани, навивачи и љубители, потоа од самата општина, доколку не мора да имаме ни фудбал, па ни спорт. Останете ми здрави и живи, до нова година се надевам дека ќе има уште една-две емисии, ќе има време да си честитаме празниците. Сакам вечерва да искористам само на сите мои добри пријатели кои вечерва го слават Бадник, уствари се извинувам Божик, да им честитам празникот, да се здрави и живи и да се гледаме за убави работи. Поздрав!